Добар ден. Денеска снимам едно видео што мислам дека ќе зажалам што сум седнал да го снимам. Денеска снимаме проведени се насмеш, но со еден твист, односно со еден предизвик, а тоа е ако се насмеам треба да каснам една маслинка. Најверојатно ќе ги плукам сите. Додуша, можеби многу од вас не сте упатени кон мојата фобија од маслинки, али маслинки не поднесувам. Ако има нешто што автоматски ме тера на повраќање, тоа е маслинка. И сега, мама ми даде една тегла, значи ништо против теглава која и да е фирмава, не е ништо мислам битно и поврзано, али еве некои маслинки тие сме ги имале дома и сега мајка ми рече овие нешто не чинеле, имале друг вкус, многу биле погадни. Сега тоа на мајка ми е гадно што како секој нормален човек што сака маслинки ги поднесува и ги сака, не изи се гадни, а ја и нормалните маслинки ми се гадни, така да. И ја немам некој длабок танер за повраќање тука, се надам нема таква глупост да се деси, али ја отварам YouTube и пишувам try not to laugh. Ја стварно се молам и не сакам да се насмеам ова видео. Ама стварно, ако некојаш имало кога не сум сакал да се насмеам, тоа е денес. Океј. Who's that? I think so maybe what we need to do is Не се... come back, okay? Се дур не се прснам од смење, дур не се насмеам онака на глас, не се важи. Значи не се важи, не сум се насмеал. This is the neighborhood, Добро. and you are not welcome. That's why I need to be here. Значи немате појма колку се трудам овој пат, пошто ова тука. Ај вака, само едно. Не, ја не се смеам цело видео. Нема шанс, ја не се смеам цело видео. Колку е лошо. Добро, не се насмев. Интрото на една страница на YouTube. This collection represents 35 years of my life. Oh, careful. Our journey begins with this mic. Dave, that's the microphone. Ке ставам превод, мислам сум ставил превод, што кажа стариот и што се деси. Не се насмев. Не. Луѓе, добро, ај сега ќе видите. Ова не е глума, само толку ќе ви кажам. Ова не е глума, сега што ќе видите. Иначе си пијам од чашка од еден фан што ми ја даде. Мислам си пијам. Тука стои ова. Океј. Ја ова треба уста го ставам. Ле, почнам да ми чука срце, се тресам. Леле, колку не... Овие се без семка, нешто мајка ми кажа. Леле, дечки, зашто постојат маслинки? Не ми... Како може да ги сакате овие? А да не го правам видео? Брат, сега јадев пред малце, ручев. 6 сати. Душава ми смрди. Смрди устава, не ни го гризнав, само ја стави во уста. Мама! Да си ги земеш маслинки. Не ве заебавам, дечки, значи знаете дека прифаќам предизвици, мислам 12 сати стрим беше многу голем предизвик. Сум си имал шамари, сум си ставал штипки. Сакам предизвици да правам на YouTube, али не, нешто, значи мислам дека сум рекол дека и варена тиква не икам, не.
Маслинкиве ми се сега дознав, значи не знам овие па уште знам еднаш јадев маслинки колку толку можев барем да грицнам и одма да плукнам, али овие што рече мама дека се грди, не, ова никад више. Ја знам дека видео се вика едно смење една маслинка, али стварно ќе биде една маслинка. Ќе си продолжам со трајното Л, онака нормално, дали се насмееме или не. Или дај да најдам некој друг предизвик. И на мама и текна друга. Фала мајка за идејата. Сега ако се насмеам треба да гризам лимон, еве тоа не сум правил никош. Идеме следно. Оу. Tu teléfono. Јо! Зашто така ја прка? Зашто така ја? Добро, тоа беше смење. Јо, кој трча така? Чекај малце. Не. Нема ни да пробам, нема врска. Океј. Шо, вака само гризнам? Добро, да. Ништо не, мислам, многу е, али пак поднесувам. Ово споредба со маслинка е боза, барем за мене. Леле. Одлично. Render distance на Minecraft 132 chunks, добро. Еве, идната TikTok е... Зашто имаше змија у куќа? Шо рече? Yo, can you throw that in the sink for me, bro? Може да го остеш во судоперот, важи. Добро се насмеав и на тоа. Ovo je ubrzano valjda, така? Zašto leta? What the f... Odlično. Не се насмеав. Леле, углаки. Брат, пак ја имам топка, брат. Ја собра, брат. Шо прсна на вака? Не прскај, брат. Океј. Сега се смеам. Ајде, ова е баје кисела. Што фаци правам, брат? Just kept yelling at it. My mother thinks Ајде, оставам ја водава да не плукнам тука се. Брат, шо прави бе овој, брат? Не се насмеам. Пошто многу ми е кисел лимонот и не ќам да се смеам. Зашто? Леле ме боли. Онака тука, знаеш кој ти е многу кисело како од оцет, тука малце така осеќам. Бе бра. Секојаш кога ќе се мамне дете така 2 секунди ќе ти почне да пука, брат. Ајде. Само што лапна, бе брат. Ќе барам да го видам уште едно жити се. Еј, не требаше да го правам челенџа. Не ме горчи, ме кисели тука. Не чини волку кисело да се внесува. Дава, многу малце зијам. Зашто ако зијам поише, ми биде газ. Леле. Уште сега осеќам киселово, зашто се насмеав? Одлично. Не се смеам веќе. Никад. Тоа е тоа. Океј, јас сакам тука да запрам, пошто доволно се окиселив, за малце ќе повредев кога земав маслинка и тоа ви кажам, само ја ставив во уста на јазик што ми беше. Што најмалце се ќе вкуси, пак ми загадеш. Така да дечки, ако повеќе јадев лимон, сепак наслов ќе го оставам на видео со маслинка, бидејќи ви гарантирам дека ова е последното видео и последниот контакт што ќе видите јас и маслинка, GP маслинка, толку. Значи после ова денес никад више. Значи маслинка, денес и ставам крст, мислам веќе имав стајано, ма денес официјално нака пред сите
сите, не сакам во живот да видам. И ако видам, не 2, 10 метри расстојани од мене. Али тоа беше тоа и за ова видео од Пробај да не се насмееш. Доколку ви се допадна, не заборавајте оставете лайк, доколку не дислайк, ја немам друго што повеќе да кажам, освен дечки, денеска е уствари последното видео на главниот канал пред да идам Охрид, утре тргам за Охрид. И нели пред малце само што стримавме Brawl Stars, така да стримови на втор канал сигурно една недела нема да има поради тоа што сум во Охрид, а после ова видео очекувајте влогови од Охрид. Не знам дали ќе имам време таму да ги едитирам и да ги ставам, ќе дам се од себе за да имам, али да знаете Охрид сум од утре. И дечки, кога сме кај Охрид, заборев вчера кога снимав. Би ве замолил доколку сакате да се сликате, а веќе имате слика и не ви е толку зорти неопходно за слика, да не форсираме бидејќи знаеме се во каква ситуација живееме со пандемијава, а доколку немате слика и сакате или ептен сакате, тогаш нема проблем, али обавезно да бидеме и ја и вие со маски и сликање со нели држање мала дистанца, гушкање и такви работи да избегнеме бидејќи не сакам ја таму да бидам преносител на вирус. Али ја ве молам за разбирање, знам лани како беше, знам дека лани го достигнав рекордот во живот на ден по колку слики, односно по колку пати сум се сликал. Значи мислам дека преку 200-300 беше, особено на плажи. Разбрав дека и сега Охрид е фул, така да сигурно ќе има многу од вас таму. Ве молам сликање со дисциплина и со дистанца и со почитување на мерки, колку и да може да се почитуваат мерки додека се слика. Ви благодарам многу од